Вие сте во Македонија наутро 8 часот и 32 минути, така треба и да остане. Со вас сме до 10 часот. А во следните неколку минути ве информираме за мобингот и насилството во училиштата. Поточно колешката Јасмина Никола ќе ви информира за ова. Институциите или надлежните кои се занимаваат со оваа проблематика велат дека процентот на училишното насилство сега, за разлика од порано, е значително намален. Така треба и да остане, но повеќе ќе се информираме во продолжение на оваа тема. Омаловажување во училници, училишни дворови и автобуси, погрдни зборови и тупаници се секојдневието на дел од учениците кај нас и во светот. Психолозите и социолозите предупредуваат дека надлежните институции, родителите и наставниците не треба да ја игнорираат оваа појава. Кој и што би можел да превземе во поглед на превенција и спречување на оваа појава? Превенција и спречување од насилство меѓуврсничко упфаќа системски решенија, првенствено од домот, потоа во воспитно-образовните институции, каде што децата најмногу поминуваат од времето, градинки и училишта, и потоа сите надлежни институции во однос на кампањи за зголемување на свеста и правење на чувство на прифатливост и безбедност од страна на децата кои што ќе го пријават насилството. Проблематично е психолошкото насилство, не само физичкото насилство, затоа што веќе сме сведоци на жртви на психолошко насилство, бидејќи им се намалува самодовербата, децата не можат да се социализираат, да ги обувуваат сите оние активности кои што се карактеристични за развојниот период во кој што живеат. Од кои причини најчесто учениците вршат насилство, психичко или физичко, врз своите соученици? Има неколку теории за тоа. Првенствено беше теоријата дека децата кои што биле жртви на насилство во домот и никаде го виделе, предизвикуваат насилство на своите соучесници, затоа што ако одиме по моделот на учење, децата најчесто учат од агресор. Затоа сите зборуваме дека агресивните содржини треба да се внимава што им се прикажува на децата, особено и за медиумите кога станува збор, во раниот развој. Меѓутоа има еден друг вид кој што можеби децата кои што немаат поставена јасни граници од страна на родителите или оно пропусливо родителство кое што го гледаме, да пројават одредено агресивно однесување, или деца кои што се игнорирани, деца на кои што не им е пружено доволно внимание и љубов од страна на семејството, како еден повик за помош и како еден начин да се докажат доминантни, да се докажат моќни и да се докажат дека можат нешто. Значи, како и да ја вртиме целокупната работа, воспитувањето кое што подразбира љубов од страна на родителите, не игнорирање, посветување на времето со оглед на тоа колку и да го имаат родителите на децата и поставување на јасни граници, представува еден начин на превенција и на воспитување на здрава генерација која што нема да предизвикува, нема да врши агресивно однесување, подочно децата кои што се агресивни, тие воедно и се жртви и тие се и автодеструктивни кон самите себе. Многу е потешко да мразиш отколку да бидеш омразен. Така е, сега како жртвите подобро да се информираат и од каде да побараат помош, кому да се обратат? Првенствено треба да им кажат на своите родители. Доколку родителите не го справат, не знаат како да се справат со тоа, затоа се стручните служби во институциите кои што треба да го приметат. Доколку родителите не го заприметиле детето, не кажале, должни се воспитувачите или наставниците исто тоа да го алармираат и заедно со стручните служби тоа да го на некој начин да го сведат на минимум или да разговараат од каде настанал проблемот. Доколку станува збор за дисфункционални семејства, станува збор за деца кои што навистина имаат проблем со генерално со агресивно однесување, кој што може да предизвика и одредени сериозни физички повреди на децата. Во тој случај секогаш се викаат родителите, не може детето да биде на разговор кај стручна служба без да биде информиран родителот. Да се зголеми соработката со родителите со цел да се лоцира проблемот. Доколку родителите не реагираат, имаме секакви случаи на сите тоа, должни се стручните служби да го информираат Центарот за социјална работа, кој како координативно тело со своите стручни служби ќе изнајде механизми на кои што може да се делува во најдобар интерес на детето и заштита на семејството и поттикнување на едно одговорно родителство. Друг начин, доколку не сакаат да идат по институции, може слободно да се јават кај нас во Прва детска амбасада Милјашин 0800 1 22 20 или на фиксниот телефон
2465-316. Ние би ги информирале, би ги поттикнале и би им кажале кои што се чекорите со цел да се заштити детето. Потребна е ресоциализација, потребен е еден сеопфатен пристап во кој што и граѓанските организации, и воспитните институции, и надлежните министерства заедно целокупно ќе делуваме во однос на овој проблем кој што е суптилен, а предизвикува длабоки последици. Факт е дека треба да се преземат соодветни мерки, но и децата да се охрабрат да пријават насилство. Наставниците и стручните тимови треба будно да ги следат општите состојби во училиштето кои се однесуваат на оваа проблематика. Треба навремено и континуирано да соработуваат со семејството и стручните организации, но и да внимаваат на дискрецијата во комуникацијата со жртвите. Така е, велиме